Добар ден и добре дојдовте на уште едно видео на YouTube каналот за учење германски јазик Учете германски. Ова видео е второто видео во серијалот на видеа во кој ќе ви кажеме некои поважни искази за почетници во одредени ситуации. Ситуациите кои што ќе ги разгледаме во ова видео се следниве: ситуација при давање лични податоци и информации, ситуација при закажување на термин за некоја средба, ситуација при разговор за вашите активности во слободно време и ситуација при разговор за вашето работно место. Се надевам дека ќе ви се допадне ово видео и дека ќе ве задржиме до крај да го изгледате. Да започнеме со видеото. Првата ситуација која што ќе разгледуваме во ова видео е ситуација за давање лични податоци и информации. Во таа ситуација би можеле да се најдете кога на пример сте на шалтер во банка, кога пополнувате некој формулар или во било која ситуација всушност кога се запознавате едноставно со некој. Прашањата кои што би можеле да ви ги постават или вие да ги поставите се следнива: доколку сакате да прашате каде е некој роден, или доколку вас ве прашуваат каде сте вие родени, ќе го слушнете, тоест кажете следното: Wo sind Sie geboren или Wo bist du geboren? Нели, зи беше кога персираме некому, ду е кога не персираме некому. Значи, Wo sind Sie geboren, каде сте вие родени, Wo bist du geboren, каде си ти роден. Доколку сме ние прашани каде сме ние родени, без разлика дали ни персираат или не, одговорот на тоа би бил Ich bin in geboren. На празното место што може да го видите во презентацијата, треба да го кажете градот во кој што сте родени. Например, Ich bin in Skopje geboren. Роден сум во Скопје. Доколку сакате да прашате или доколку вас ве прашаат каде живеете, прашањето би гласело Wo wohnen Sie или Wo wohnst du? Исто и тука, прво ја кажуваме формата со персирање, каде живеете вие. Исто, доколку не му персираме неколку, прашањето би било Wo wohnst du? Каде живееш ти? И на тоа, доколку сме запрашани ние, одговорот би бил Ich wohne in и го кажуваме градот во кој што живееме. Значи, Wo wohnen Sie? Каде живеете вие? Wo wohnst du? Каде живееш ти? И одговорот Ich wohne in Skopje. Доколку би сакале да ја дознаете возраста од некој или доколку вас ве запрашаат за вашата возраст, прашањето ќе биде Wie alt sind Sie? Или Wie alt bist du? Во зависност од тоа дали ви персираат или не. Wie alt sind Sie? Колку години имате? Wie alt bist du? Колку години имаш? И на тоа, одговорот би бил Ich bin, може да се додаде Jahre alt. Кажуваме Ich bin, може, но не мора да се додаде Jahre alt. При ова прашање би ве советувале да внимавате, бидејќи во македонски јазик за годините прашуваме со глаголот има. Колку години имате или колку години имаш. Исто во одговорот кажуваме имам толку и толку години. Додека пак во германски јазик за прашување за нечии години се прашува со глаголот sum. Wie alt sind Sie? Буквално преведено би било колку стар сте вие или Wie alt bist du? Колку стар си ти. Значи го користиме глаголот sum изменет за лицето во споредба со тоа дали персираме или не. Значи Wie alt sind Sie? Колку стар сте вие, буквален превод, или прашање за дознавање на возраста од некоја личност. Wie alt bist du? Колку години имаш ти? Во одговорот Ich bin. Например, Ich bin 35. Може и не мора да се додаде Jahre alt. Може и само да се каже Ich bin 35. Имам 35 години. За прашување на адресата на живеелиштето од личноста која што би сакале да ја прашаме или доколку нас не прашаат тоа прашање, прашањата би биле Wie ist Ihre Adresse? Или Wie ist deine Adresse? Првата форма доколку персираме, втората форма доколку е некоја попријателска или личност на која не и персираме. Буквален превод на едното, на првото и на другото прашање би било Wie ist Ihre Adresse? Како е вашата адреса? Меѓутоа во македонски не прашуваме како е вашата адреса, туку би прашале која е вашата адреса. Како и да е, тоа е прашањето кое што се користи за прашување на нечија адреса. Wie ist Ihre Adresse и Wie ist deine Adresse. Доколку сакаме ние да ја кажеме нашата адреса, кажуваме со Meine Adresse ist. Прашање поврзани со работното место. Може да прашаме Wo arbeiten Sie? Или Wo arbeitest du? И со тоа би прашале каде работите вие? Или каде работиш ти?
Доколку прашаме was arbeiten Sie или was arbeitest du, би прашале што работите или што работиш. Во зависност од тоа што сакаме да дознаеме, би го поставиле така и прашањето. И на првото и на второто прашање, доколку ние сме запрашани каде или што работиме, одговорот би гласел Ich arbeite bei или als. Разликата помеѓу Ich arbeite bei и Ich arbeite als е тоа што доколку сакаме да ја кажеме фирмата каде што работиме, кажуваме со bei. Ich arbeite bei Siemens. Доколку кажеме со als, го кажуваме работното место. Ich arbeite als Automechaniker. Например, јас работам во Siemens и јас работам како автомеханичар. Последно што ќе го разгледаме во личните податоци и информации е за брачната состојба. Доколку сакаме да дознаеме нечија брачна состојба, би прашале Sind Sie verheiratet или bist du verheiratet? Исто како и претходно, разликата е дали сте вие во брак и дали си ти во брак. Одговорот и на едното и на другото би гласел Ich bin verheiratet, geschieden или ledig. Verheiratet значи дека сте во брак, geschieden значи дека сте разведени и ledig значи дека не сте во брак и дека никогаш не сте биле. Значи, sind Sie verheiratet, дали сте во брак? Bist du verheiratet, дали си ти во брак? Ich bin verheiratet, сум во брак. Женет сум, мажена сум. Ich bin geschieden, разведен сум или разведена сум. Ich bin ledig, слободен сум или слободна сум. Втората ситуација која што ќе разгледаме во ова видео е ситуација при закажување на термин. Наједноставно, првото нешто што не треба при закажување на термин е да дознаеме дали лицето, тоест кога лицето со кое што го закажуваме терминот има време. Затоа може да прашаме на следниот начин. Wann haben Sie Zeit? Или wann hast du Zeit? Или wann haben Sie frei? Или wann hast du frei? Wann haben Sie Zeit? Кога имате време? Wann haben Sie frei? Кога сте слободни? И на тоа одговорот би можел да биде Ich habe, например, heute Abend frei. Вечерва сум слободен. Или Ich habe am Samstag frei. Слободен сум во сабот. И во оваа ситуација мора да нагласиме да запазите на тоа кој глагол го употребувате. Доколку, например, во македонски како што би кажале слободен сум вечерва, значи со глаголот сум, доколку би кажале Ich bin frei, на германски на тој начин се кажува дека немате дечко или девојка. Значи, Ich bin frei, слободен сум, во смисла немам дечко девојка. Ich habe frei, слободен сум, во смисла немам никакви термини. Ich habe heute Abend frei, вечерва сум слободен. Ich bin heute Abend frei, вечерва немам дечко или девојка. Доколку пак сакаме да прашаме за точно одреден термин дали некој има слободно време, може да се праша Haben Sie, например, am Samstag Zeit? Или Hast du am Samstag Zeit? Или Hast du am Sonntag Zeit? Или Hast du heute Abend Zeit? И на тоа може да се одговори со ја или nein, во зависност од тоа дали имаме или немаме слободно време. Исто така може да се каже das passt mir, ми одговара, доколку веќе сте го договориле терминот. Зборовите кои што би ви биле потребни или исказите кои што би ви биле потребни за да закажете некој термин се следниве. Ich möchte einen Termin vereinbaren. Wann kann ich kommen? Би сакал да закажем термин. Кога би можел да дојдам? Или доколку веќе имаме термин, Ich möchte den Termin ändern. Би сакал да го променам терминот. Ich möchte den Termin verschieben. Би сакал да го преместам терминот. Или Ich möchte den Termin absagen. Би сакал да го откажам терминот. Третата ситуација која што ќе разгледаме во ова видео е доколку разговараме за активностите во нашето слободно време. Едноставно, доколку сакаме некого да го прашаме што тој прави во слободно време, може да го прашаме со Was machen Sie gern in der Freizeit? Или Was machst du gern in der Freizeit? Што правите вие со задоволство во вашето слободно време? Или што правиш ти со задоволство во твоето слободно време? Како одговор, доколку вие сте прашање на тоа, може да одговорите со Ich и, например, lese, spiele Fußball, sehe fern, fahre Rad, било што. Тоа што вие го правите во слободно време. Ich lese, читам. Ich spiele Fußball, играм фудбал. Ich sehe fern, гледам телевизија. Ich fahre Rad, возам велосипед.
И четвртата и последна ситуација која што ќе разгледаме во ова видео е активности поврзани со работа. Кога го договараме почетното време на нашата работа, би прашале: Wann kann ich anfangen? Кога може да почнам? Или wann soll ich kommen? Кога треба да дојдам? Доколку не прашаат нас Haben Sie einen Führerschein? Или Hast du einen Führerschein? Со тоа не прашуваат дали имаме возачка дозвола. Или доколку ние сакаме да прашаме некого дали тој има возачка дозвола, би го прашале со тие прашања. Haben Sie einen Führerschein? Или Hast du einen Führerschein? Доколку пак ние сме запрашани и треба да одговориме, би можеле да кажеме на следниот начин. Ja, ich habe einen Führerschein. Или nein, ich habe keinen Führerschein. Ja, ich habe einen Führerschein. Да, имам возачка дозвола. Nein, ich habe keinen Führerschein. Не имам возачка дозвола. Доколку веќе сме на работно место и би сакале да земеме слободен ден, например утрешниот ден да не е слободен, на работодавецот може да му кажеме Ich möchte morgen frei haben. Би сакал утре да сум слободен. Ich möchte morgen frei haben. Би сакал утре да сум слободен. Кога го договараме работното место, доколку би сакале да кажеме дека сакаме или не сакаме да работиме во смени, би кажале Ich möchte in Schichten arbeiten. Или ich möchte nicht in Schichten arbeiten. Сакам да работам во смени. Или не сакам да работам во смени. Доколку сакаме да кажеме дека сакаме да работиме само ноќна смена, ich möchte nur nachts arbeiten. Тоа беа 4 ситуации и исказите за почетници кои што сакавме да ви ги кажеме во ова видео. Се надеваме дека ви се допадна ова видео. Доколку е така, не заборавајте да кликнете лайк на видеото. Доколку сакате да не следите за нови видеа, кликнете subscribe на нашиот канал. И доколку сакате да добивате известување за секое наше ново видео, кликнете на звоното до копчето subscribe. Посетувајте го нашиот канал почесто, учете германски. Чус!